Набраните Глажња и Липково во моментов има околу 14 милиони метри кубни вода, кои би требало да бидат доволни за идниот период за снабдување на вода за Куманово, информираат од Водостопанство Кумановско Липковско поле. За наводнување за земјоделците велат ќе биде неизвестно до почетокот на сезоната до 15 април. За да би се задоволила целосната потрошувачка, велат неопходни се уште 4 до 4,5 милиони метри кубни вода. До почетокот на сезоната за наводнување очекуваме приливи на вода кои ќе бидат доволни да ја истуркаме и оваа сезона успешно како и минатите. Притоките кои се влеваат во браната Глажња имаат доволно количини на вода кои ја покриваат количината на вода која се троши за градот Куманово во овој момент и очекуваме поголеми дождови за да се подигне нивото на двете врани. Исто како и минатите години, навремено ќе ги известиме земјоделците кои денови ќе имаат вода за наводнување, а кои ќе немаат. Значи ќе има рестрикции и тоа зависно од количината на вода, дали ќе има 2 дена во недела за наводнување или 3 дена во недела. Водостопанство од 31 јануари го исклучи и бајпасот кон водовод. Надлежните информираат дека преку истиот се троши голема количина вода, иако водовод Куманово користи само 150.000 метри кубни од тој цевковод, но појаснуваат истиот мора да биде полн за да може да стигне водата под притисок до филтер станицата. Споредбено од 2019 година па до сега имаме константно иста количина на вода за овој период од годината, затоа што го исклучивме, како што кажав, бајпасот и затоа што минатата година имавме рестрикции спрема земјоделците за да се зачува доволно ниво на вода за да не го ставиме во ризик градот Куманово. Критично ќе биде во месец август и се зависи од временските услови кои ќе бидат во наредниот период. Со оваа количина на вода, знаеме дека до крајот на август ќе има за градот Куманово. Бајпасот повторно ќе биде вклучен на почетокот на сезоната за наводнување 15 април.